Во новата населба Хиподром 2, во која се изградени голем број куќи, започна асфалтирањето на улиците на кои веќе е завршена изградбата на водоводната мрежа и фекалната и атмосферска канализација. Во тек се активности за асфалтирање на ново проектираната улица 1, на која покрај асфалтирање се вршат градежни активности за изградба и на тротоари. Во новата населба, за која првите договори со купувачите на парцелите беа склучени уште во 2012 година, градежните зафати за обезбедување основни услови за живот, според граѓаните, многу споро се одвиваа. Некои се жалат дека и покрај изградените куќи не може да се вселат, затоа што ги немаат основните услови за живот. Општината минатата година потпиша договор за изградба на водоводната и канализационата мрежа во новата скопска населба Хиподром 2. И овој зафат представува продолжение на изведената инфраструктура во оваа нова населба. Општинските власти предминатата година работеа на изградба на примарната водоводна мрежа во должина од 800 метри, атмосферската канализација во должина од 1,2 км и фекалната канализација од околу 1 км. Со сегашното темпо, како ќе се завршува изградбата на водоводната и канализационата мрежа, ќе се пристапува кон асфалтирање и на останатите улици во оваа нова населба. Главната цел на локалната самоуправа е да се овозможат сите предуслови за нормален живот на идните жители од оваа населба Хиподром 2, како и на оние кои веќе живеат тука. Урбанистичката документација за овој дел од Скопје предвидува изградба на 300 нови куќи за индивидуално домување и 12 стамбени згради за колективно домување, а досега се изградени 2 згради, од кои во едната веќе има и станари, додека другата е во завршна фаза. Во населбата е предвидено да се изгради и основно училиште, градинка, амбуланта и спортски објекти. Општина Газибаба дополнително во овој период работи и на подготовка за асфалтирање на повеќе улици и во останатите населени места. Граѓаните критики упатуваат и на социјалните мрежи за лошата состојба на некои улици во Трубарево, Инџиково и Румле Реченто. Од општината за Прва Скопска вела дека во Трубарево се подготвуваат повеќе улици за асфалтирање, кои што беа раскопани поради поставување на канализациона мрежа. А согласно динамиката за асфалтирање се подготвуваат и улиците 3, 5, 7, 9, 11 и 13 во Инџиково, додека пак улица 20 веќе е започната со асфалтирање. Исто така се работи и на проширување на улицата Товарник, која од мала и десна улица ќе биде проширена, а од двете страни ќе бидат изградени и тротоари. Тротоари во моментов се градат и во Трубарево долж улицата 2, односно се продолжува изградбата на тротоарот кој завршуваше кај училиштето. Па поради тоа, децата од ова населено место, одејќи кон училиште, беа приморани да се движат по улицата. Со изградбата на тротоарот ќе им се овозможи на децата безбедно да се движат кон училиштето.